Здраво луѓе, добро дојдовте во едно ново видео. Денес ќе ви кажувам сите делови што ги губив за PC Build, што ќе правиме лайв на стрим во сабота на 14 во 3 часот попладне. Значи, буџетот за компјутерот ни беше околу 750 евра и успеавме да не го надминеме. Ова е најдобриот компјутер што го имаме направено на стрим до сега, така да ќе биде многу интересно. Се е веќе купено и спремно, еве ги сите делови како изгледаат. Значи, се си истестирано и си работи феноменално како што си треба. Видеото со температури и FPS во игри колку ќе имате, ќе искочи некој дена после стримот. Еве листа на сите делови, ви пишува се точно кој модел е и се тоа. Одесно ви се цените на ново, така да ако сакате сами да си ги купите, слободно можете да идете да ги побарате деловите и да си оставите компјутерот за таа цена. Значи на стрим заедно ќе ослупуваме, ќе ви кажам детално се што како треба да правите, каде ќе треба да пазите ако некогаш вие сами правите компјутер. Ако некогаш ви треба било каква помош, дали сте купиле некој нов дел, дали сакате да купите нешто ново, не знаете што треба, дали нешто ви се расипало, слободно пишете ми на Instagram во коментари, било каде на лайвстрим, значи било каде, само пишете ми, ќе ви помогнам. Значи цената на сите овие делови на ново е 55.000. Ние успеавме да го направиме за 45, значи тоа е 10.000 поевтино него на ново. И не ги нарачунаме што ќе ви наплатат околу 2 до 3.000 само за да го склопат компјутерот. Значи како што кажав, до сега е најдобар компјутер што имаме направено. Значи сите што ќе го гледате овој канал, ќе имате шанса да го купите компјутерот по оваа цена 45.000 пред било каде да го огласам. Така да ќе ви дам на вас сите шанса што ме подржувате мене први да имате шанса ако сакате нов и преак компјутер да си имате. Слободно пишете ми на Instagram, лично ќе ви го донесам и ќе ви помогнам со местење. Значи ајде да видиме сега со листа на делите да видиме што точно имаме. Значи процесорот ни е Ryzen 5 5600X, цена на ново на процесорот е моментално 9480. После за матични имаме B550 Asus TUF Gaming Plus, значи таа моментално цена на ново е 7759 денари. Следно ни е имаме 32 GB RAM, 3600 МHz. Ова беше најблиску и најевтино што може да најдам ке нас, 5639, малце сличен. Нашиот е со RGB, така да малце е подобар. Следно е RTX 2080, моментално тие на ново веќе не се продаваат, најблиску што може да најдам во перформанси беше 3060, околу 18.000 тие. Иако 2080 е доста подобра, околу 24% побрза. Сепак од прилика таа цената што земавме да си знаеме, малце поевтино став дека сепак е постара графичка. За напојување имаме V850 вати од Cooler Master, 80 плюс Gold. Значи најблиску исто што најдов беше ова, 7200 денари. На ново другите работи што ги купивме се кукиштето, Zigmatech Trident, ова моментално тука што може да го видите на сликава. 1 терабајт SSD, значи мислам дека ќе ви биде доволно ова за почеток, барем 1 терабајт ќе ви служи супер. SSD-то има предобри брзини, значи генерација 4 е, поновите SSD-ња, NVMe, значи пребрзо, 5000 со 4500 мегабајти секунда. Следно имаме кулерот за процесорот, тоа е од Deepcool AG400. Реално многу ми се свига, овие се новите продукти на Deepcool, многу ми се свигаат како изгледаат. Затоа реков денеска да го земеме овој, да го пробаме, да го тестираме на овој компјутер, да видиме како ќе биде. Тоа е тоа сите делови. Значи ќе ви кажав на неколку дена после сабота ќе искочи цело видео со FPS во сите игри што ќе играме, ќе направам се што е модерно моментално, на пример Warzone, Valorant, Fortnite, CS2, Forza, што друго сакате? Fall Guys, се што имаме и на прошлото видео што имаше ќе го направиме овој пат. Значи секи имате таму температури, FPS, брзини на SSD, брзини на процесор, брзини на графичка, се таму убаво детално ќе ви биде напишано. Ако имате било какви прашања, слободно пишете ми на Instagram или на лајвот во сабота дојдете, прашајте ме Марио, зашто го имаш искористено тој дел и тој дел, зашто ти е тоа и тоа така, слободно дојдете, прашајте, ќе ви објаснам се. Така, значи се гледаме во сабота на 14 октомври во 15:00 во 3 часот попладне со еден интересен стрим. Фала и премногу што гледавте ова видео и се гледаме тогаш. Чао!